Кумот и екс-бизнис партнер на премиерот Ковачевски, Горан Паунов, е осомничен за лажно спроведен надзор за изградба на нови линии и одржување и реконструкција на постојна мрежа за улично осветлување во општина Газибава, дознава еден он. Паунов е еден од лицата осомничени во кривичната пријава за тендерот, кој е реализиран минатата година во време на екс-градоначалникот на СДСМ Борис Ѓорѓиевски. Се работи за тендер во кој се склучени 3 договори, од кои 2 со компанијата Електромикеица Доел за изградба на нови линии и реконструкција на постоечка мрежа за јавно осветлување вредни 11 милиони денари, додека компанијата на Паунов, МГЛ Квазар, била ангажирана за спроведување на надзорот за сума од 500.000 денари. Дека институциите водат постапка, заеден он потврдија и од Газибава. Оттаму ни одговорија дека уште на почетокот на јануари градоначалникот Бобан Стефковски донел решение за формирање на комисија за проверка на извршувањето на договорите со јавното осветлување во општината. Еден месец подоцна, во февруари, ги доставиле бараните информации до обвинителот Љубомир Јовески, обвинителството за организиран криминал и корупција и финансиската полиција. Комисијата имаше за задача да изврши проверка на договорите и за истото да достави извештај до градоначалникот на општина Газибава. На 20 јануари 2022 година до градоначалникот е поднесен извештај од страна на комисијата, во кој заклучок утврдила дека постојат разлики меѓу изведените работи и прикажаните работи во фактурите од страна на економскиот оператор, односно истите не се совпаѓаат, одговори од Газибава на прашањата на еден он. Како што дознава еден он, доставените фактури до општината се однесуваат за работи кои дел биле извршени, а дел воопшто не биле изведени, со подпис на компанијата изведувач Електромекиица и надзорниот орган Горан Паунов од МГЛ Квазар. Во моментот, кривичната пријава се наоѓа во Скопското јавно обвинителство. Оттаму, заеден он вела дека предметот е оформен по известување од општината до обвинителството за организиран криминал, а кон него е споена и кривичната пријава од Управата за финансиска полиција од 4 мај 2022 година. Пријавата е против 3 физички и едно правно лице за кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување и злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. Јавниот обвинител од обвинителството за организиран криминал и корупција, постапувајќи по пријавата, издаде наредба до Министерството за внатрешни работи да се направат неопходните проверки, пошто согласно испитаните факти, предметот на 5 август 2022 година беше доставен на надлежно постапување во основното јавно обвинителство Скопје. Веднаш по приемот, предметот е распределен кај надлежен јавен обвинител кој постапува за да ги провери наводите во пријавата, велат од Скопското обвинителство за еден он. Кумот и екс-партнер на премиерот Ковачевски во компанијата за фотоволтаични модули Pixel Group деновиве се во фокусот на јавноста, но не само за фирмата во која до 2018 година беа сосопственици, туку и за МГЛ Квазар. Како што веќе објави еден он, Pixel Group во изминатите 5 години добивала финансиска поддршка од државата, додека другата компанија, МГЛ Квазар, успеала да добие преку 30 тендери во поголем број општини и јавни претпријатија во државата во вредност од 1,5 милиони евра. Предходно, еден он објави дека компанијата на Паунов Pixel Group влегува во нова инвестиција и тоа заеднички со бугарската AD Solar Horizon AD, компанија на поранешен заменик министер од Бугарија, Илко Јоцев. Тие заеднички летово ја формираа компанијата AE Solar Тетово AD во Тетовската индустријска зона. Со оглед на тоа дека ваквиот тип инвестиции во технолошката зона имаат и одредени ослободувања, тоа значи дека компанијата во која косопственик е кумот на премиерот може да аплицира и за државна помош од владата на Ковачевски.